Народна декоративна уметност. Народната декоративна уметност во Македонија се развила до мощна висок степен. Ова се гледа на сите видови уметнички производи поврзани со народниот бит: вез, ткаенини, резба, грнчарија, накит. Македонскиот народен вез се јавува како декоративен елемент исклучиво на носиите, а посебно на селските, на целата територија на Македонија. Најстарите сочувани примероци датираат од 19 век. Најзабележителен е одразот на византиската текстилна декорација. Турското влијание се забележува преку материјалот, бојата и мотивите. Најслабо е влијанието на западните стилски струења. Најукрасени се женските носи, со акцент на кошулите и покривалата за глава, а потоа и горните платнени облеки. Најчесто се разнобојни, а поретко и двобојни. Еднобојни везови се среќаваат само во некои региони. Доминираат црвената и незините нијанси и секако црната боја. Кога станува збор за ткаенини, најистакнати се килимите, кои се јавуваат како градска култура. За употребата на килими се споменува уште во 17 век, а Скопје како главен килимарски центар во тоа време. Изработката на килими за потребите на градот се одвивала во рамките на домашното производство и за семејни потреби, поретко за продавање. Кон средината на 19 век, само при лепското килимарство прераснало во стоковно производство. Обработката на бакарот, изработувањето на предмети за домашна употреба е под директно влијание на турската култура. Македонските казанџи, угледувајќи се на турските, изработувале разни тепси, ибрици и други садови со претежно исламски орнаменти. Кај уметничкото обликување на металот, видно место му припаѓа на народниот накит од сребро и бакар, кој представува континуитет на средновековното златарство во Македонија. Се користеле истите златарски техники на гравирање, чукање и филигран, со некои збогатени специфичности во стилот. Во изработката на селскиот накит од 19 век се прилагодуваат кон локалните потреби. Дебарските ковенџи изработуваат пафти за на појас и игли за глава, струшките и охридските мангури за наскутина и филигрански накит. При лепските разни видови на скопци. Денес овие стари видови се продолжуваат преку филигранството.